Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум на брановите на радиото во Боја. Со мене се слушате секој понеделник нешто по 11 часот па се до пладне. По 3-дневен одмор за денеска е закажано 10-тото продолжение од маратонската конститутивна седница на Собранието, започната на 30 декември минатата година. Дебатата е заглавена на третата точка од дневниот ред за избор на Собраниската комисија за избори и именувања. Од пријавените дискутанти до сега зборуваа само 7 пратеници. Со бројни реплики и контрареплики ја остануваат уште околу 45 пратеници. Партиите викендов, иако се очекуваше да се смират тензиите, ја заострија реториката преку партиски конференции и соопштенија пред денешното продолжение на расправата на парламентот. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вчера му порача на лидерот на СДСМ Зоран Заев дека ако СДСМ се обиде насилно спротивно на деловникот да избере председател на Собранието, ВМРО-ДПМН жестоко ќе реагира. Од СДСМ вратија многу брзо ќе биде избран новиот собраниски председател, а потоа и новата реформска влада на граѓаните на унитарна Македонија. Мирен трансфер на власта, евровен државен интерес на граѓаните и на Македонија. Секој кој ќе се обиде да ја попречи волјата на мнозинството и да действува спротивно на државните интереси, ќе се соочи со својата одговорност, велат од Социјалдемократскиот сојуз. Од друга страна, од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија повикаа на будност, велат оваа недела е клучна. Денеска во емисијата Кворум разговарам со поранешниот пратеник Тодор Петров. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре најдов. Поздрав до водителката, до редакцијата и до слушателите на оваа програма. Ви благодарам, и ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Денеска ќе разговараме за сето она што се случува во Собранието, но секако ќе поразговараме и за локалните избори, бидејќи тие се поврзани со работењето на парламентот и со изборот на нов председател. Ајде на почеток да почнеме со она што е предупредување, што беше предупредување во текот на изминативе денови, доаѓаше и од одредени пратеници од ВМРО-ДПМН дека се подготвува насилно сценарио за избор на председател на Собранието. Од друга страна, граѓаните, оние кои секојдневно протестираат, повикуваат на будност, бидејќи велат дека оваа недела е клучна. Ќе биде или не клучна? Веројатно ќе биде клучна. Во секој случај треба да се почитува уставноста и законитоста. И затоа сметам дека за да се заврши оваа конститутивна седница, мора да се испочитува деловникот на Собранието. Изборот на председател се врши по предлог на Комисијата за избори и именување и најмалку 20 пратеници. Во тек е расправата по формирање Комисија за избори и именување, така што нерелевантно е барањето на пратениците од СДСМ за прекин на седницата, избор на председател, па продолжување на расправата по точката за формирање Комисија за избори и именување, затоа што на тој начин се суспендира правото на членовите на Комисијата за избори и именување покрај предлог од 20 пратеници, евидентно постои во архивата на Собранието, и Комисијата за избори и именување да предложи кандидат истиот или друг од предлогот на тие 20 што го предложиле, како што се објавува кандидатот од Дуи Талат Џефери. Меѓутоа, за мене најважно е постигнување договор пред изборот на председател на Собранието за распуштање на Собранието заради организирање парламентарни избори и определување датум за локалните, кои би требало заедно да се одржат со парламентарните избори, датумот кој што ќе го договорат Тоа би значило некоја нова лидерска средба? Партиите, односно пратеничките групи во Собранието на Република Македонија, веројатно и нова лидерска средба. Или пак можеби на координација би се договорило со сето ова? Можно и таков договор на координација
со председавачот на собраниската конститутивната собраниска седница. Меѓутоа мора да биде исто така јасно дека невозможен е изборот на влада без мандатар што го определува председателот на републиката. Но и покрај тоа мора да бидат свесни пратениците за текстот на Уставот. Членот 90 е исцрпен. Во нашиот Устав постои еден мандатар. Председателот на републиката тоа право по членот 90 од Уставот го искористил, го дал на партијата со најголем број на пратеници во собранието. Втор мандатар не постои. И затоа сметам дека се после 29 јануари е злоупотреба на службената должност и овластувања и самовластие и од председателот на републиката и од пратениците. Правото на председателот да определи мандатар не започнува откако ќе заврши конститутивната седница. Туку конституирањето на собранието завршило со верификацијата на мандатот на пратениците. Ако не беше така, немаше после верификацијата на мандатот на пратениците на 30 декември минатата година председателот да довери мандат на мандатар на кандидат од партија, односно партии со најголем број на пратеници со право во рок од 20 дена да предложи состав на влада и да поднесе програма до собранието. Председателот го даде тој мандат на кандидатот од коалицијата со ВМРО ДПМН. Мандатарот заклучен на 9 јануари, во рок од 10 дена, според членот 90. Во рок од 20 дена мандатарот е должен да предложи состав на влада и програма до собранието. Меѓутоа, во рок од тие 20 дена, заклучен со 29, мандатарот Никола Груевски не успеа да состави влада и практично со тоа се исцрпено властувањата на председателот на републиката. Тој требаше само да ги извести пратениците дека неговите властувања по членот 90 се исцрпени и да ги упати на распуштање. За жал, не постои институт с распуштање на собранието по сила на Уставот. Распуштањето на собранието е дискреционо право според сегашниот текст на Уставот на пратениците. Одлуката се донесува со мнозинство од вкупниот број пратеници. Не постои автоматизам. Јас кога бев пратеник во првото собрание, кога го донесовме Уставот, при читањето, при предлагањето на амандмани, имав еден таков предлог, за да биде многу појасна содржината на членот 90. А тоа е доколку собранието во рок од 3 месеци од верификацијата на мандатот на пратениците не избере влада, или доколку во рок од 3 месеци од 1 јануари не донесе буџет за тековната година, затоа што ја блокира администрацијата и функциите на државата, по сила на Уставот престанува функцијата пратеник и се смета дека собранието е распуштено, за да може да се распишат нови воредни парламентарни избори. Во конкретен случај не постои рок за распуштање на собранието, меѓутоа не постои неовластување председателот да даде мандат на втор мандатар. Да, меѓутоа имаме сега и на едната страна и одговараат нови предвремени парламентарни избори, се залага тоа да биде што побрзо, конкретно ВМРО ДПМН. Имаме друга страна која не е подготвена да седне на лидерска средба и смета дека на Македонија не и требаат нови избори. Изборот на нова влада повеќе не е желба на пратениците. Таа уставна можност ја пропуштија со ултимативните барања на ДУИ и со притисоците, со грубото мешање во внатрешните работи на Македонија од представници на Европската Унија и на актуелниот американски амбасадор од Калето Джес Бейли.
Членот 90 е исцрпен. Мандат за состав на влада се дава само на еден мандатар. Постојат држави чии устави предвидуваат втор, па дури и трет мандатар. На партиите со најголем број на пратеници по редоследот на број на пратенички места во собранието. Меѓутоа, таа можност кај нас во уставот не постои. И погрешно е читањето на уставот ако се смета за да се излезе од оваа пат ситуација, дека наводно треба да заврши конститутивната седница на собранието, па од тогаш да почнат да течат роковите за доверување мандат. Доколку беше така, немаше пратениците да чекаат ред. Веднаш ќе интервенира за злоупотреба на службената должност од председателот кога го довери мандатот на 9 во рок од 10 дена од верификацијата на мандатот на пратениците на 30 декември. Меѓутоа тоа не се случи ниту од СДСМ како реакција, протест, ниту од ДУИ или од другите партии кои што имаат пратеници во собранието, ја прифатија логиката затоа што не постои друго читање освен тоа дека конституирањето на собранието не завршува со крајот, со исцрпувањето на дневниот ред од конститутивната седница. Туку конституирањето на собранието започнува и завршува со верификацијата на мандатот на пратениците. А тоа се врши како прва точка за да почнат да работат со сите права и обврски утврдени во уставот и деловникот за работа. И затоа председателот на Републиката во рок од 10 дена, според член 90, го доверил мандатот на кандидат од партија, односно партии, со мнозинство во собранието. Некои велат дека председателот направил груб прекршок на уставот затоа што не го испочитувал не ја испочитувал одредбата, односно мнозинството утврдено во собранието, без релевантни докази кој го поседува тоа мнозинство од вкупниот број. Меѓутоа, во член 90 не пишува председател го доверува мандатот на кандидат од партија, односно партии со мнозинство од вкупниот број пратеници. Туку го доверува на партија, односно партии со мнозинство. На крајот од членот 90 во уставот точно е прецизирано дека владата се избира со мнозинство од вкупниот број пратеници. Значи во самиот член 90 уставот прави дистинција, разлика помеѓу едно и друго мнозинство. Председателот не е овластен да го проверува мнозинството, затоа што тој не избира влада, туку доверува мандат на кандидат од партија, односно партии, кој што треба да предложи влада. И сметам дека груп прекршок на председателот е што им побара на пратеничките групи докази, подписи од пратениците. Мнозинството се определува кога ќе кренат два прста пратениците. Пред тоа никој тоа мнозинство од вкупниот број пратеници не може да го определи и дефинира. И затоа председателот постапил правилно, што го дал на партија која има мнозинство, односно најголем број на пратеници во собранието. Еве јас ќе ви кажам само еден случај како пратеник од сопствено искуство во првото парламентарно свикување од 1994 година. Беше предложена одлука и од СДСМ и од ВМРО ДПМН за распуштање на собранието веднаш од кога се конституиравме, почнавме да работиме. Надпреварот беше кој е за, кој е против за распуштање, да одиме на нови избори. Ја подпиша со најголем број на пратеници, мнозинство дете најголеми политички партии во собранието. Вие бевте независен пратеник? Јас бев независен пратеник, тогаш беше мнозински изборен модел. Побара процедурално прашање и кажав, тие пратеници што сакаат нови избори, нека си поднесат оставка во својата изборна единица, за тие изборни единици ќе распишеме нови избори. Мене, моите избирачи ми дале мандат за 4 години да ги представам во ова собрание и за мене е неприфатливо собранието
без да го заврши мандатот да си се само распушти. Побарав пред гласањето собранието да се изјасни дали одлуката за распуштање ќе ја гласаме со тајно или со јавно гласање. Иако мнозинството пратеници беа подпишани на одлуката за распуштање, како во случај сега поднеле мнозинство 67 подписи до председателот за избор на влада, кога се постави прашањето на гласачкото ливче тајно да се изјаснат пратениците, одлуката не доби мнозинство од купни број пратеници и собранието не се распушти. Така да ирелевантно е доказот од подписи, важно е гласањето, затоа што со гласањето се дефинира мнозинството. Во конкретен случај, мнозинство од скупниот број пратеници како релевантно квалификувано мнозинство за избор на влада која што ќе предложи мандатарот. Меѓутоа, мандатарот мора да има мандат од председателот. Така. И затоа сметам дека насилство е, односно грубо кршење на уставот, ако после 29 се избере под било кои околности, макар и со мандатот председателот, влада на Република Македонија. Да, постојат системи каде што велате Белгија 2 години нема влада. Белгија нема можеби 2 години влада, меѓутоа можеби таму нема рокови за мандатарот да предложи состав на влада. Кај нас има прецизни рокови. Во рок од 10 дена од верификацијата на мандатот, така, господине Петров, морам тука да ве прекинам, бидејќи треба да направиме една кратка пауза за реклами да го испочитуваме тајмингот, па се враќаме во студиото секако со сите овие собраниски математики нели кои се прават со сите процедури, секако со иницијативата која ја поднесовте вие претходната недела до Уставниот суд, а тоа е за функционирањето на градоначалниците и советниците. На локалната власт. Така, на локалната власт. Почитувани, останете тука, ви ветувам уште многу интересни прашања и отварање на нови дилеми, но и одговори. Бидете со Радио Слободна Македонија. Форум, политички магазин на Радио Слободна Македонија. Повторно назад во Кворум, почитувани слушатели. Господине Петров, досега разговаравме за она што се случуваше во изминатиот период, но и за она што се случува во собранието. ВМРО ДПМН се повикува на член 80 став 2 од деловникот за работење на парламентот. Социјалдемократскиот сојуз се повикува на член 78 став 2. 78 е тоа барање кое го видовме на Оливер Спасовски во четвртокот кога излезе на собраниската говорница со поддршка од 10 пратеници, побара да се прекине третата точка од дневниот ред и да се премине на следната за избор на председател. ВМРО ДПМН велат не може да ни го одземете правото на глас, уште 45 пријавени пратеници за збор, секој има право да си го каже своето. 27 години собрание парламентарна демократија не се случило такво нешто. Кој при тоа Илија Димовски од ВМРО ДПМН се повикува и на оној посебен дел од деловникот за конститутивна седница кој вели прво мора да се според кој прва точка е верификација на мандати, втора точка е избор на комисија, трета точка е избор на председател. Кој е во право, кој правилно го чита деловникот со оглед на тоа што сте биле независен пратеник денес доколку бевте во парламентот, на која страна ќе бевте вие? Ирелевантно колку се пријавили, колку го искористиле правото на говор на собраниската говорница или во собранието. Да, постои право пратениците да побараат 10 пратеници најмалку прекин на расправа по определена точка и продолжение. Тоа значи ако треба интервентно се донесе некоја одлука врзана за време за распишување воредна состојба, прогласување воена состојба во моментот, тогаш може да се прекине расправата или треба се упати да кажеме некоја мировна мисија на Македонија, потребен е денешниот ден, рок последен, се прекинува расправата и се продолжува по предлогот од владата или интервентно од пратениците. Меѓутоа станува збор за злоупотреба во конкретниот случај на конститутивната седница станува збор за злоупотреба на членот 78. Бараме преки на седницата и нов распоред на точките од дневниот ред. Зошто? Затоа што
кандидат за претседател на собранието предлага Комисијата за избори и именување и 20, најмалку 20 пратеници. Веројатно СДСМ и ДУИ имаат кандидат Талат Джафери од ДУИ со 20 подписи, меѓутоа доколку собранието ја прекине расправата, ја елиминира Комисијата за избори и именување од правото исто така, исто важно како и најмалку 20 пратеници, кандидат да предложи за претседател на собранието. И затоа треба да заврши точката како што и досега вообичаено било, Да се и да се дискусијата. избере комисија за избори и именување, од која ќе заврши претресот. И релевантно колку ќе трае расправата, тука пратениците не можат некој некому да узурпираат право на говор. Секој пратеник има право на говор во собранието. Од кога ќе се заврши расправата и избере Комисијата за избори и именување, се прави пауза. Комисијата за избори и именување треба да реши дали ќе има и кој ќе биде кандидат за претседател, доколку сакаат да има, зашто тоа право не може да се знае дали ќе биде искористено или не, додека не биде избрана комисијата. Па отпосле да почне собранието по третата точка избор на претседател на собранието. Кога ќе се изврши избор на претседател на собранието, тогаш претседател на собранието предлага број на подпредседатели. По правило од партијата со најголем број пратеници во опозиција е еден од подпредседателите и секогаш собранието избирал по тројца од ВМРО, ДПМН, СДСМ и веројатно ДУИ како партии кои што имат по број, најголем број на пратеници во собранието. Што е со владата, имаме и пратеници кои се избрани со верификуван мандат, меѓутоа се уште фигурираат и како министри во извршната власт. Да, некои од актуелните министри, вршители на должноста министри и вршител на должноста премиер, претседател на влада, беа на листи, кандидатски листи на последните парламентарни избори, беа избрани за пратеници и ниот мандат се верификува. Во Уставот е утврдено дека неспојливоста и неизбегливоста на функцијата пратеник се утврдува со закон. Во изборниот законник е точно определено кои функции се неспојливи. Законодавецот утврдил дека пратеник не може да во престанува, доколку биде верифициран мандатот пратеник, во престанува функцијата претседател на влада, не може да биде претседател на влада, министер, претседател на република, градоначелник, советник во совет на локална самоуправа и уште судија и така натаму. Значи, изборниот закон ги дефинирал тие функции кои се неспојливи со функцијата пратеник. Пратеник практично се извршува професионално. Меѓутоа, во конкретниот случај, забелешките на Социјалдемократскиот сојуз е дека ВМРО врши злоупотреба на пратеничката функција и на функцијата премиер и министри, за министерот за култура, за надворешни работи и актуелниот премиер, затоа што истовремено се пратеници. Меѓутоа се заборава една одредба од Уставот. А тоа е дека одредбата за неспојливост не важи за актуелната влада. Зошто? Затоа што многу децидно е утврдено со оставка, изгласување недоверба и со распуштање на собранието престанува мандатот на владата. Таа до изборот на нова влада само ги врши надежностите на влада. Тоа значи актуелниот министер и премиер, актуелните министри и премиер по устав од 26 октомври кога собранието се распушти немаат мандат. Тоа значи не се министри и премиер со мандат.
Затоа за нив одредбата на спојливост на пратеничката функција со министер и премиер не важи. Тие се само вршители на должноста. Тоа значи за нив не важат одредбите за оставка, доверба на влада. Дури имаше една идеја како да се разласти ВМРО од владата, дуи да ги повлече актуелните Што би се случило министри. тогаш во таква ситуација? Чи дуи, односно министрите во владата од ДУИ не може да поднесат оставка, затоа што немаат мандат од 26 октомври, кога се распуштило собранието. Премиерот, веде премиерот, може само да констатира дека тие и тие веде министри престанале да ја вршат функцијата. Таму каде што има веде заменик министер, ја презема функцијата веде министер, а таму каде што во тоа министерство каде што нема ни веде министер, ниту веде заменик министер, таму функцијата веде министер ја презема веде премиерот. И практично ако дојде од владата, а не биде избрана до изборот на нова влада, ВМРО ќе ја врши функцијата на влада во Република Македонија. И затоа сметам дека неосновани се обвинувањата, дека актуелните веде министри за култура, надворешни работи и претседател на влада вршат злоупотреба на службената должност, затоа што тие по устав само ги вршат надлежностите на влада како веде, но немаат мандат. И затоа за нив ниту важи одредбата, ако 1/3 од актуелниот состав на владата, министрите поднесат оставка, значи они не поднесуваат оставка, тук само може се констатира дека престанале да ја вршат функцијата, дека треба собранието да избере нова влада и се престанува мандатот. Во никој случај. Ова актуелна влада продолжува да ги врши надлежностите до изборот на нова влада. Ајде сега за онаа иницијатива која ја поднесовте до Уставниот суд, да потсетиме дека ова не е прва ваша иницијатива до Уставниот суд, сега последната е за локалната власт, но имавте и уште една претходно во за 2015 година поднесов иницијатива до Уставниот суд да го до декември 2015 година да го во октомври 2015 година поднесов иницијатива до Уставниот суд да го поништи законот за специјалното јавно обвинителство. одговор до ден денеска немате. Меѓутоа одговор до ден денес нема. Одговорност практично и не постои за уставните суди до кога треба да одговорат по определена иницијатива. Иако очигледно се прекршува по тој закон уставот, односно единството на јавното обвинителство на Република Македонија. Ова неодговорно однесување на претениците со очекување да изберат влада, иако сите одредби од уставот за избор на влада веќе се прекршени се прекршуваат после 29 јануари, ја доведе до блокада и локалната самоуправа. Зошто? Затоа што 2013 година беа последните локални избори. Мандатот на советниците завршува ова недела и практично со злоупотреба на службената должност и овластување и самовластие, бидејќи не ги распиша за да се организираат изборите собранието на Република Македонија, ја доведовме четвртата власт, локалната самоуправа, до блокада. Градоначалниците се уште се во дилема дали имат овластување да ги подпишуваат сите акти. На советниците мандатот им завршува оваа недела, практично им престанува мандатот. Се суспендира уставно гарантираното право на локална самоуправа на граѓаните преку своји представници да ги решаваат локалните проблеми, што се едни од најважните од секојдневието. И практично ова недела, доколку Уставниот суд не интервенира, за очекување граѓаните да бидат оневозможени во остварувањето на нивните права и слободи утврдени со Уставот. Зошто? Затоа што
има определени недоречености или неусогласености. Изборот на советници и градоначалници во локалната самоуправа го распишува председателот на собранието. Председател на собранието не постои. Меѓутоа, по мое мислење, можеше и председавачот на оваа седница да ги распише локалните избори. Се ги распишува не помалку од 70, а не повеќе од 90 дена пред денот на одржувањето на изборите. Последниот ден за распишување беше 6 март. Тој рок помина. Некој размислува дека собранието треба да донесе закон за да им се продолжи мандатот на советниците и градоначалниците за да се определи нов датум за избори. Меѓутоа, според актуелната законска регулатива, собранието не може да им го продолжи мандатот. Што конкретно побаравте од Уставниот суд? Затоа што мандатот на советниците, градоначалниците не е делегиран од пратениците, туку се добива со општи тајни непосредни слободни избори од граѓаните. Тоа е непосредна власт од граѓаните. И затоа предложив до Уставниот суд да направи една интервенција, а тоа е да го поништи членот 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, затоа што во Законот за локална самоуправа никаде не е дефинирано времето за кое се избира градоначалникот. Во изборниот законник и во Закон за локална самоуправа само се наведува дека изборите за советници и градоначалници се вршат секоја 4-та година. Само за советниците во членот 35 став 1 децидно е кажано дека се избираат за време од 4 години. 4 години од верификацијата на мандатот на конститутивните седници на советите. Тие 4 години завршуваат ова недела. И практично престанува мандатот на советниците и на советите. За градоначалникот нема време за кое се избира, туку останува одредбата дека се избира секоја 4-та година со мандат до изборот на новиот градоначалник. Тоа значи кога ќе биде определени и одржани новите избори. Но не подоцна од крајот на ова година. Бидејќи рокот за избори е определен во изборниот законник, избор во член 16 став 1, изборот на советниците и градоначалниците се врши секоја 4-та година во првата половина во месец мај. Побарав од Уставниот суд да ги поништи одредбите 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, за да се елиминира времето од 4 години за избор на советниците, за да се изедначи советниците во мандатот со градоначалникот до изборот на новите советници и градоначалници, бидејќи собранието ја пропушти можноста да ги распише изборите до 6 март, за да бидат одржани на 14 мај. И ако иде да ги избрише зборовите во првата половина на месец мај од изборниот законник, член 16 став 1. На тој начин Уставниот суд, ако ги поништи овие две одредби од овие два закона, ќе се изедначат во мандатите советниците и нема да им престане мандатот сега, туку ќе се чека измена, односно дополнување на законот за изборниот законник за определување датум за одржување на локалните избори. На тој начин граѓаните ќе продолжат да си го остваруваат своето уставно гарантирано право на локална самоуправа и нема да им бидат суспендирани, односно ограничени правата и слободите кои по членот 114, 115, 116, 117 од Уставот на Република Македонија, каде што се регулира локалната самоуправа, им се дефинирани правата и слободите на локална власт со своји представници во органите на општините. Правиме тука уште една пауза за реклами и се враќаме со завршните минути од денешното интервју. Форум, политички магазин на радио Слободна Македонија.
Господине Петров, завршни минути, ако може да резимираме, тука се и граѓаните, ги споменав уште на почетокот, кои секојдневно протестираат на улиците, при тоа повикуваат на будност и викаат ќе реагираме во секунда. Ги предупредуваат пратениците, ние сме тие што ве избравме, ние сме тие што ќе ве извадиме надвор од собранието. Што доколку се остварат оние предупредувања за насилни сценарија за избор на председател, што доколку се формира влада без мандат од председателот Иванов и каква реакција од граѓаните очекувате? Веројатно институциите на власта ќе ги почитуваат законите и уставот, а тоа значи неуставен ќе биде изборот на влада без мандатар со доверен мандат од председател на републиката. Во тој случај ќе се јави паралелизам. Актуелната влада нема да им ја предаде власта на избраните од парламентарното мнозинство меѓу СДСМ ДУИ, ако обезбедат парламентарно мнозинство, бидејќи и таму има многу математики кои што бара за да биде формирана владата. Меѓутоа, дури тогаш ќе настане хаос во државата, по моје мислење. И или некој од надвор ќе интервенира, или председателот ќе воспостави ред во државата, па ќе ги преземе по устав сите овластувања и на собранието и на владата, бидејќи во воена или военна состојба председателот на републиката ја предлага, ја избира владата, додека собранието не се состане. Меѓутоа, тоа се може да кажам само во моментов шпекулативни анализи што би било, кога би било. Сметам дека треба да надвладе разумот кај сите и да се испочитува уставот и законот. А уставот во член 90 е многу прецизен. Може би треба да се направи интервенција на член 90, да постои одредба за втор мандатар, за трет мандатар, во рок од 3 месеци, 10 плюс 20, 10 плюс 20, 10 плюс 20 дена, и доколку и таа можност се исцрпи, да се смета дека по сила на уставот, штом парламентот не избрал влада, се распушта, односно на пратениците им престана функцијата пратеник. Можно е сценарио доколку СДСМ спротивно на уставот изврши избор со ДУИ, за да каже ние со мнозинство пратеници избравме, а постапивме исто како што ВМРО не избрака од седницата на собранието, кога они ја узурпираа говореницата. Како би се случило тоа? Може да се затворат во некоја сала и да кажат ние избравме, да не дозволат пристап на пратениците на ВМРО внатре, но тоа ќе биде одмерување на мускули, на сила со мускули меѓу пратениците, за да но да не ги заборавиме граѓаните кои се на улица. Каква реакција би можеле во тој момент да очекуваме? Ние 2001 година имавме на таква состојба, кога незадоволството на граѓаните се изрази со кршење на влезната врата и влегува во собранието, дури бидејќи тогаш беше и резиденцијата, кабинетот на председателот во собранието, да се појават и во неговиот кабинет и на терасата од неговите простори пред граѓаните собрани, пред собранието. Имаме на таква состојба, меѓутоа брзо се нормализира, граѓаните го напуштија собранието, собраниската зграда. Во случај, според тензиите кои што се наметнуваат во јавноста, доколку граѓаните влезат, тешко дека би излегле од собранието. Влада во секој случај има. Тоа е актуелната која ги врши должностите. Дуи ако излезат, практично ништо нема да помогнат, туки си одмогнат и себе си и на своите, затоа што
објаснив како се Така. вршат должностите. Ова не е избрана влада, туку е влада без мандат која ги врши надежностите на влада до изборот на нова влада. Председател на републиката има и Господ нека ни е на помош што се може да се случува доколку сценаријата од Калето ги поттикнат определени структури во државата на насилство. Ние да не сметаме дека од тоа сме изземени, имајќи предвид дека такви насилства, насилно преземање на власта се случува и во Украина и во други држави, региони во светот, меѓутоа видовме како се тоа насилство заврши. Практично државите се демонтира, се развластија институциите и настана безвластие, беззаконие. Се надеваат веројатно пратениците ако го изберат председател на собранието да го прогласат за делно неспособен или не за под која формула председателот на државата. Јас едно време и кажав дека не е исклучува можноста и за атентат врз председателот на републиката, бидејќи доколку председателот е лишен од деловната способност, меѓутоа тоа е процедура во уставниот што се утврдува. Доколку му нарушена здравствената состојба или не дај Боже му се изврши атентат, умира, тогаш функцијата председател по сила на уставот ја превзема председателот на собранието и тогаш може да, ако биде избран, да му го довери мандатот, меѓутоа повторно неуставно на кандидатот од нивното мнозинство заедно со СДСМ и да кажат ние избравме влада. Меѓутоа тоа се состојби надвор од уставот. Председателот е врховен комендант на вооружените сили на Македонија, тоа значи и на армијата и на полицијата, во случај на воредна или воена состојба. Постои влада која ги врши надлежностите на влада и сметам дека пратениците треба да го испочитуваат уставот и законите. Тоа значи текстот во член 90 да го применат во пракса. Мандатот им престанува и треба да донесат одлука за распуштање за организирање на нови избори. Ниту новиот председател на собранието треба да се избере дотолку претходно партиите не се договорат за организирање на локални и воредни парламентарни избори во изден. Господине Петров, ви благодарам за денешното интервју. Се надевам дека ги појаснивме работите и процедурите кои што како функционира. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Почитувани слушатели, вам тука ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое не следевте. Денеска е 10 април 2017 година. Политичкиот магазин Кворум е во продукција на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител, техничка реализација Далибор Зафировски и Никола Јовановиќ. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција. Останете во добро расположение. Пријатно. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија.